Од минатата година дека го започнавме овој заеднички проект со Природонаучниот музеј при Бугарската академија. Станува збор за проект за ископување и изложување на фосили од реонот на селото Долни Дисан. Минатата година, благодарение на локалното население, успеавме да дознаеме дека тука, токму позади нас, има фосилен остаток од еден од предците на слоновите. Станува збор за мастодонт, родот Херолофодон. Родот е општо познат кај нас во Македонија и во Европа, меѓутоа интересно е тоа што за прв пат наоѓаме повеќе коски од истиот вид на исто место. Станува збор за две бивни, коски од екстремитети, катниците со кои што интересно е тоа што катникот ни дава можност да дознаеме за староста и возраста на животното и останати коски кои што се надеваме дека дополнително ќе треба да ги доизвадиме. Од кој период е пронајдокот? Пронајдокот е од пред 8 милиони години, според геолошката карта. Още през 2001 година, когато за пръв път видях изключителната колекция, събрана от професор Гаревски в Природонаучният музей в Скопие, се дадох сметка колко е богата земята на Македония на палеонтологически ценности. Тогава ние постепенно започнахме нашата съвместна работа. Днес имаме палеонтологическа монография под печат, в която разкриваме тази уникална природа, и тя ни доведе постепенно и до Долни Дисан, където са едни от най-интересните палеонтологически находки от късният миоцен на Македония, от времето на така наречената пикермийска фауна, когато природата на Балканите е била много по-близка до днешната африканска саванна фауна, отколкото до сегашната. Ние много се радваме на това, че направихме първата съвместна палеонтологическа експедиция. Музеят на Македония и Националният природонаучен музей в България към Българската академия на науките. Горд съм, че успяхме да направим това. Радвам се, че работим така близко заедно и бих искал да благодаря на Министерството на културата на Македония и лично на господин министъра, че проявиха такъв голям интерес към тези безспорно важни научни открития. Смятам, че има смисъл те да продължат. От какво значение е въобще в европски рамки? Този вид изследвания обикновено са не само локално важни, те са важни за всички учени, които работят в тази област. Бих казал, че очакваме тук, а и вече имаме открития, които имат световно значение. Најдов еден дел от коската, първен, и знаев дека има по-голем дел, али го засипав и му го гасов на нив. Така беше и го чував 2 години. Боа откритие и му реков дека е по-големо от другите обични што беа. И така се случи. Ова не ви е прв път да наоѓате? Не, ја пред 30 години имаше Гаревски стар професор, со нив работев, али така и нешто почна да ме влече. Пронаоѓав некои коски, они што вика од Джераф, Муслодон, камприони, скоро од сите врсти што се најдени, некои јас ги познавав дур. Сум од Долни Дисан. Во слободно време, обично викендите, сакам да шетам по природа. Исто така се занимавам и с пчеларство, ја сакам природа, така да претходно имам работено со професорот Гаревски, така да заедно со него и тој ме научи на некои да ги препознавам овие наоди, така да секогаш кога ќе најдам ваков наод, им се јавувам на Природонаучниот музеј и тие доаѓаат и заедно истражувам. Моментално оваа година им кажав 2 нови локалитети, тоа е во местноста Змиовец, многу позната. За истото зборуваше професорот, они се надеваат дека ќе најдат многу вредни наоди. Моментално има индиции дека имам доста вредни наоди. Исто така им пронајдовме уште еден запад слон од хипариони, така да се надевам од козорок исто. Се надеваме дека ќе биде плодна оваа година со наоди. Македонија има неколку ретки и исклучителни наоди и секако ова е едно од поспектакуларните откритија, а како што бев известен, целиот овој регион може да
ни донесе уште повеќе радост во наредниот период и да дојдеме до исто вакви големи откритија. Тоа ја сместува Македонија и на палеонтолошката мапа на Европа и светот и драго ми е што ние имаме капацитет вакви наоди да ги ставаме прво научно да го истражиме, а потоа се разбира и да ги ставаме на увид на јавноста, со што нашите музеи, особено специфичноста на природонаучниот музеј, добива ово значење. Тоа ни помага во туризмот, развојот на туризмот, но уште повеќе во едукација на младата популација. Во време кога живееме во виртуелна реалност, ваквите наоди ни овозможуваат една директна врска со овие далечни времиња.